Почитувани медиуми, денеска сум овдека на протестот кој што го организира Сдруженијето лозари и овоштари од Тиквешкиот регион, на поддршка нивна бидејќи си ги бараат правата кои што им заслужуваат. Само за потсетување, Зоран Заев од ова место пред 3,5 години ветуваше дека ќе има сигурен пласман, поголеми високи откупни цени и за гарантиран пласман на сите земјоделски производи. Гледаме дека овие 3 години Зоран Заев само лаже и манипулира со трудот и маката на македонскиот земјоделец. Денеска овдека без срам и перде, без чист образ се појавува и министерот да ги убедува земјоделците. Оној министер и оној претходен министер Николовски кој што 3 години ги манипулираат и секојдневно им вршат притисоци на земјоделците затоа што си ги бараат своите права. Ветува пласман, нема ништо од тоа. Ветува сигурен и поговисоки откупни цени, нема ништо од тоа. Денеска сме овдека на овој протест да дадеме поддршка на македонскиот земјоделец, на земјоделецот кој што ја храни Македонија, а не на криминалната влада на Зоран Заев кој што само работа за сопствени интереси. Секојдневно гледаме на пропустите кои што ги прави оваа влада, поготово во секторот земјоделие. Јас ќе останам овдека до последно со македонските земјоделци затоа што тие се столбот на македонската и економија и државност. И нема да попуштиме, си ги бараме само оно што го ветува. Зоран ветуваше брда и планини, нема ништо од сега. Сега уживаат во климатизирани канцелари, а денеска ги нема тука нигде. Разговаравте така тета со министерот и тој вели дека едноставно не му е јасно кои барања ги имаат. Јас така е. Јас им упаднав на министерот се со цел да го испровоцирам да прифати ТВ дебата. Ако се толку силни во аргументите, ако се толку убедени дека цвета македонското земјоделство, ако се толку убедени дека Македонија галопира кон Европската унија, ајде да излеземе на една ТВ дебата, да ги соочиме аргументите. Нека знае цела македонска јавност со што и со како манипулираат со македонското земјоделие. Се надевам дека министерот нема во проформа само да каже да ќе излезе. Го чекувам наредните денови да одреди место, телевизиска куќа и локација каде што сакаме да се соочиме. Нека знаат граѓаните. Меѓутоа, министерот не треба да биде глув на барањата на земјоделците. Нека излезе на терен, нека ги праша лично нив како живеат. Нека ги праша дека на крајов од годинава ниту еден лозар нема да биде среќен затоа што лозарите не го продаваат својот труд, него го предаваат од што морат и немаат каде да го предадат.